Добро вечер, Македонија, и добре дојдовте во 23-тото издание на квизот Среќно семејство на Евана. Денес е ред за она хуманитарна емисија каде што познати личности ќе се надпреваруваат во името на 3 организации на кои што ќе им ги доделиме потоа освоените парични средства. Станува збор за 1500 и 300 евра. Да не должам многу. Одма да ви го представам жирито кој што ќе се грижи за регуларноста на денешното издание на Среќно семејство. А откако ете го погледнавте жирито, ајде махнете ми само еднаш. Да ви ги представам и денешните надпреварувачи. На позиција број 1, тимот или семејството Андрејковци, составени од Андреј, Денка и Ангел. Така е. Така е. На брзина, брат. Разбрав дека градиш куќа. Градам. Точно? Точно. Дали ја градиш по ние екостандарди за да заштедиш електрична енергија? Јас само му помагам на мојот експерт кој што е одговорен за градењето на мојата куќа, Ангел, и воедно и мој другар од пред месец дена. И чека, како се договори за да е озбилно? Да. Чека, Ангел, стварно ти работиш на куќата кај него? Да, работам на куќата кај него која има енергетска ефикасност и ги исполнува сите термоизолациони стандарди. Нишани, бе. Браво! Ајде, напоус! Ете ги, штедачите, гладните штедачи на електрична енергија. Силви, некако денеска не си свој издание, што знам. Малку сум Чудна си, поубава беше порано. Што е работава сега? Многу ме сакаат машките, Да, морав малку да ги избегнам. Вако, со тебе гледам, внукот е дојден. Да, Томи. Томи, да. Така е, подготвени ли сте за денеска? Да. Да, Томи! Така, Томи, Томи ја ти го спремен. слушам гласот. Кажи каква тајна. Колку години имаш, Томи? 9. А ти имаш фризура и како джедај. Да. Кој те плетеше? Владко да не ја плетеше? Не се што е. Мама ја плетеше. Голем Не, поздрав што до е? мама Не, што за е? прекрасната плетенка. Кажи ми, интересира, Владко, само кој е по-домаќин дома, ти или Силви? Кој Ми. поише се грижи за тоа да бидат светилките изгасени, бойлерите по дома? Конкретно ако зборуваме за светилките и бойлерите, јас сум тука. Меѓутоа ако зборуваме за домакинството конкретно, кој е што се вика муж у куќи, кој што све прави, тоа е Силви. Поголема Онего. домакинка нема од неја. Знае, види, цела Македонија знае дека она е главна. Да. Да, и Главна не е, би се закачал признавам. јас со Силви. Знаеш ти. На третата позиција, Димитарци. Чекај, тројцата сте Димитар, бе? Семејството Димитарци. Ние се знаеме малку поише од 1 месец и затоа ги викнав денеска емисија. Андре Лодуев знаел да направи дубара, па го викнал човеков да му скрати дневница. Да, Деве ќе те промовирам во емисија. Гарант. Те провалија, брат. Со тебе се Мишо. Али за тоа му правам реклама за да има поише работа понатака. Тоа е. Мисли, бе, све е тука ускладено, нема среќно семејство на се мисли. Како едно големо среќно семејство с нивие. Димитар, кај тебе што има ново, брат? Ништо тоа си се дружиме со другарчиња. Со Мишо и Кристијан, Среќно така? семејство, да, со Мишо и Кристијан. Кај нас дома јас сум најштедлив од тројцата. Заедно живеете? Не бре. Дека им го постави прашањето, па ние за тоа се спремавме. Тебе ќе те прашам кој ти е омилен електричен апарат? Умилен електричен апарат, бойлерот. Бойлерот? Да. Колку често е упален? Нонстоп е упален и сватив дека ако нонстоп е упален, а само навечер се бањаш, он навечер си се дополнува и фактички нефтина струја се пуни и помалце троши струја. Знаеш дека А, тоа е, да. послушајте го Димитар. Е, не е само убав изглед, дечкото има и ум. Да, знае и бойлерот како Бойлерот како да пукаш. Да не должам многу. Време е да започнеме со среќно семејство. Ќе ги замолам тимот Андрејковци, представникот од тимот Андрејковци, да повели за да започнеме со топка на среќа. На својата позиција е и Ангел. Браче, вие се натпреварувате денеска за отворена порта Ла Страда, Сдружение за акција против насилство и трговија со луѓе. Јасно ти ли е што треба да правиш? Да. Така. Повели. Немој само да јаваш топката, нема да ти издржи. Да. Имаш 3 шанси, 3 обида да ги срушиш сите коцки, пази да не ти се преврта само на оваа страна. На мој знак. 3, 2, 1. Мала рече. Дај малце појако, брат. Појако. Појако можеш да пуштиш. Така, бе, брат, умавни. Добре, сега за сега имаме добар резултат, малце кецо и... Ајде, имаш уште еден обид за оваа коцка да бутнеш, гледа, погодиш. Добре, брат. И за момент реков 6-ка. Одличен резултат. Имаме 6, 9, 11, 16 поени за Андрејковци. Ангел, може слободно да се вратиш на твојата позиција. Се надевам задоволен си од резултатот, а ќе ги повикам Силви Бенд да повелат. На својата позиција се наоѓаат и Силви Бенд во оваа ситуација. Односно, Владко и Силви да трикам или Томи да трика?
Томи, чекай, што ти тебе Владко? Брат. Брат? Како? Чекай, па нели внук? Брат. Како брат? Брат? Брат, Како а? се роди, јас си го чувам цело време до мене и мене ми вика, виче, ти си брат. Ти си ми брат. Е, Па готово. тогаш братски, оди да ги растури шкотските сите, затоа што вие денеска се надпреварувате во име на Нефрон, Сдружение на лица со бубрежни заболувања. Ајде, повелете, не само внук ти да го фрлаш шкотски. Ова брат ти се извинува. Заборев ја. Значи, Имате 3 обида, мавајте. Пола, 4. 4, мавај. Знаеш дека заедно сме посил. Леле, растурате сега за сега. Имате одличен збир, иако не можам одма да го... И од 2 пати, сега со третиот пат што правиме? Томи, мавај го Владко сега со третиот пат. Брзо, мавај по него. Ете за шеска. Повелете вие на вашата позиција, а да видиме вкупно имате освоено 15 поени. Одлично за еден помалце од Андрејковци, но не очајувајте. А сега ќе ги повикам Димитарци да повелат. Опа, Мишел. Од представникот на семејството Димитарци или од екипата Димитарци, Мишел. Мишел, ти си танчер кој што настапуваше во Танцот со звездите. Токму така. Партнер на Сара Мейс. Мора дискретен да погледа еден дечко на позиција број 3. Те пратиме, брат. Мишам, како се покаже Сара Мейс како партнер за танцување? И дали една личност тука беше љубоморна додека танцувавте заедно? Ќе погледнат дискретно. Дискретно. Уште еднаш. Не се прави дека не знаеш. Не, искрено не беше љубоморен. Вака за Сара, да, беше многу ангажирана во врска со танцот и она кај веќе чекаше да дојде тренинзи, снимање и такви ствари. Ептени се танцуваш. Топ, јас се надевам во некое следно издание и ја и ти ќе бидеме партнери и танчери, да. Брат, се надпреварувате во името на Црвен крст. Имаш 3 обида, растури ги. Ајде. Што го ми дојде танц. Има 3, 2, 1. Мавај! Братче, лъка бре! И да, мавај! Чекай, ајде шеска. Не кец. И да го видиме резултатот. 10, 17, 18 поени. И моментално на првата позиција. Ќе замолам од режија да го погледнем и генералниот пласман. Можеш ти со мене да се слушаш. Димитарци освојува 3 поена, под Андрејковци 2 поена и Силви Бенд 1. Продолжуваме веднаш со наслепо. На својата позиција за втората игра на слепо се наоѓа и тимот Андрејковци. Ангел и Андре. Ангел, како те служат очите? Добри се за сега, ќе видиме со ова. Со тоа нема никако да те служат. Стави ги научарите или цвикерите како сакаш. Јас само ќе те притиснам, потоа ќе те завртам 3 пати, иако поише би сакал да си девојка за да те завртам 3 пати, ама тоа е што е? Чекај само. Така. Те вртам 3 пати, а ти, Андреј, треба да ловиш таму, а ја ги ти правам муавет додека фаќаш. На мој знак имате 60 секунди или 1 минута. 3, 2, 1, стартувај! Андре, ти, така, можете да си кажувате, значи не сме со стапалата никако да мрдаш. Стој таму со нозде дека жирито ќе те кара. Стиви Вондер. Црвените топки носат 3 поена, жолтите 2 и сините 1 поен. Андреј, што се случува со ДНК во моментов? Фаќаме топкиот. Не фаќа ти двајцата топки. Дека ти е Панчо? Панчо, ја ти кажам, чува деца дома. Чува деца, оне со тоа е запатен. Тоа ќе оставам женито да одлучи. Ја не се мешам. Ете така, наведувај го, а вие можете и од позади да коментирате доколку сакате да им ги поматите сметките. Ангел! Види па! Со зглобче, так, имате уште 15 секунди. И доста добро виде, значи Андреј, ако гледаш дека не ги собира топките, слободно брзи ракета. Не, собира, Буткај, брат. Како што знаеш да бутнеш? Бутај. Собира, фрде. Така, трика, бути ги добро. Да, 1 и... Браво, добре, со звукот на сирената. Како во кошаркарски надпревар. Да видиме сега кој е само резултатот. Колку поени успеавте да освоите во само една црвена топка. Не, имате повеќе, не да лажеш. Че да видиме. Вашиот резултат е 38 поени. Ќе видиме на кое место ќе ве однесе. Повелете на вашата позиција, а сега ги повикувам Силви Бенд да повелат на сцената. На својата позиција се и браќата Силви Бенд.
Томи и Владко. Чекай само да те придем, ти одма ги намести научарите, а? Така. Сега да завртам 3 пати и после маме го во глава. Ајде, одиме. Еднаш, 2 пати и сами доврти се. Види дали ти се... Чекай, не фрлај се. На мој знак. 3, 2, 1, може. И сега за сега одлича. Малце последно. Фрлај. Владко, како ти одеше тебе кошарката додека беше тинејџер? Бе фантастичен, многу. Меѓутоа, повише бев по фудбалот и бев опасен голман. Затоа добро ти иде фаќањето топки. Имам уште еден поранешен голман, Димитар. Томи, лево твое, Томи. Работнички настапуваш? Твое лево. Македонија, Прво работнички, па Македонија Ѓорче. Така. Твое лево, Томи. И доста добра брани, мора да го пофалам Димитар. По една ситуација имав шанса да му шутирам на гол. И ја одбрани на тој начин што ја го промашив голот. Да, ти текта не може да доваца, но ќе се убио. Прсти наби. Хајде, Златко, бутни! Бутни, немој силни, после тоа ќе те убие. Ако не остварите најдобар резултат, првата игра, 1-1 освоите само. Сега е шансата да се поправите. Хајде, опа, че да ти го вратам ја ова. Хајде, Златен, мавај. Ова е тоа, уште 3 секунди. 2 и со свирежат на сирената. Полна е мрежата. Си ги видели пополна, мора да ти кажам ова. Тоа е тоа. Нашите можности. Кажи брат, цар нема. Не, Томи си го направи своето. Баш онака како што треба и вашиот резултат е 35 за 3 поена послат од Димитровци. Поведете на вашето место, а овак се извинувам од Андрејковци, а сега Димитровци се наред да повелат на представниците на тимот Димитровци, составени од Димитар Делеков Крадеци. А паш, браке се надам. Шо правиме? Ама не сакајки се придвижуваш напред. Знам дека... Не разбираш, не ви е рамно студио. Знам брат, а еве ја нога ќе стам. Видиме се, вака ќе те чувам. Повели брат, зашто знам дека тебе очите добро те служат. Да. Кажи ми, како фаќач, си доста познат низ градов, како голман фаќач, а како додавач, фрлач, Како пасер. како пасер. Да. Пасир. Вие се гледа од ова, бе. Шо лажете дека ништо не се гледа? Немој бе така. Е. Тебе ти ги дадов тие како на колега ти ги дадов тие што се така. гледат доста. Ма чекај да земев и кај мене у тим, ама ти ме зезна водител си на емисија. Чекај, стварно ти ми понуди со Ирена исто да бидеме Требаше заедно. со Ирена и Дамјан ќе овикневме као исто пасер да биде у емисија. Ти бевме тротоарци тогаш. Да, ама ништо. Не зезна ти водител. Во некоја следна. Да. Ја расипав играта, дружбата. Димитар, јасно ти е што треба да правиш, гледам тука Кристијан е на својата позиција. Нема да си толку озбилен брат, знам дека си концентриран. Имате 60 секунди на мој знак. 3, 2, 1, стартувај! Може, заборев да те свртам. Не! Добро. Ајде, добри, онака не им иде баш. Да. Марче, забораме се, јас се извинувам на сите. Се надевам, немој да мрдаш. Двете нозе стеги на точката, брат. Не смеш да мрдаш. Реци се, не, на таа едната само стои. Тука. Тука, така. Само таму стои. Браво. Кристијан, ти за што се занимаваш со животот, брат? Кју ти не прашуј. Кју ти не ме прашај, Тоа е доста добра професија. А ја пак што сакам многу да прашам, ништо не направи без бабето. Твој лево, значи. Ој, брат, вие се напунивте со црвени. Ете така. Жири, вие убаво гледајте да не стапна нешто да не пребелја. Добре, сега за сега. Иначе да напреварувате во името на Црвен крст. Да видиме. Станува збор за доста интересни суми, 1500 и 300 евра. Тоа е убавината на среќно семејство. Никој не се оди со празни раце. 5, 4, 3, 2, 1 и тоа е тоа. Абе, него ме е во глава, зашто си тако? И после другар му викаш. Машала. Димитар, бре! Го добивме! Уби ми га студивцето. И да видиме, Димитар во негов елемент, мислам, нема што да... Абе, брат, што има работа на овие што се позади камера? Молим те. Зашто 4? 58! Имате најдобриот резултат. Честитки, а сега жири. Го погледнеме. И генералниот плазма. Без будале. Знаем дека не е паметно да викнам уште еден водител со мене во емисија и пејачи. Значи, ги имаме Димитровци со 6 поена на првото место, Андрејковци со освоени 4 поена и Силви Бенд моментално со освоени 2 поена. Се враќаме со следната игра наречена Штедиме струја. Абе, престани.
Стартуваме со третата игра наречена Штедиме струја или Штекерокомет. Тај од ракомет, а? Колку сум многу сум иновативен, бе. Креативен. Затоа 100 години водиш. Да, па мој. Толку ли се позна дека сум стар више, бе, брат? Не, белите влакна. ме утепа. Знаете што треба да правите? Така, Ангел? За овој знам више, не можам со него да се расправам. Имате 60 секунди, 1 минута да изгасите што повеќе светилки благодарение мавајки ги овие прекинувачи. Што кажав ни самиот не знам. Да сите сва среќа што не е јасно. 3, 2, 1, стартувај! Така! Само така, ајде да видиме, се уште немам изгасено ни една светилка. Но, абе брат, ете ја првата светилка, 2 светилки, 3 имаме изгасени. Абе не, брат, нема да ги палиш. Абе нема кога ги запалиш, не се рачунаат на крај. Ги броиме само тие што се изгасени. На оние што сега ни се приклучуваат, Андри и Ангел или тимот Андрејковци, ја игра третата игра во денешното издание на Среќно семејство. Треба да изгасат што повеќе прекинувачи за светло, поточно да имаат наград што повеќе изгасени светилки. Сега за сега имаат само 3, а 9 се вкупно на број. 4, гледајте убаво, брат. Овие што се нагоре клипнати, тие се упалени. Само тие мавете ги. Очигледно ракометот не е јака страна. Или штедењето струја не те јака страна, лажговци едни. Вие мамевте преска дека штедите струја. И тоа е точно. Имам изгасено 2, 4 светилки. Добар резултат. Можете да се вратите на својата позиција, а ќе ги повикам Силви and Band. Брегата Силви Бенд на својата позиција, јасно ве што треба да правите, така? Ти баш се пофали дека си домаќин и штедиш електрична енергија. Имате 60 секунди. На мој знак. 3, 2, 1, стартувај! Хајде Силви! Хајде Силви! Мавај Силви! Силви ќе буте, па брат. Готов си. Не, стварно, се плачам да се како дека смандано. Ајде, за сега немам изгасено ни една светилка, до сега истекува 15 секунди. Димитар! Па гледам, ама подавно чувај си се за самиот себе си после. Не е нормално, овој Димитар. Овој Димитар ќе ми расипе емисија. Не, ама штедиме. Ете едната светилка. Посконцентрирано. Абе, Димитар, вие се ујаме. Дома топка не ми Ајде, Томи. Добре, овој пат барем не ме мамаш мене во глава. Имате уште 20 секунди неполни. Ево Димитар, повторно од далечината. Се уште само една Далечината си го прави своје. Еваше, опа, ете ги 20. И уште 5 секунди. 3, 2, 1. Сега ми треба време да се созема, што да го добив. Топка во глава ми изгација као прекинувач, прекидач. Имаме 1, 2, 3 изгасени светилки. И ќе ги повикам Димитровци да повелат на својата позиција. Со представниците на тимот Димитровци, абе, спушти го тоа. Ти помагам, па ти ми рекла двајца сам. Не ти беше тоsto во глава што ме тртна со топка, па Ја, Андре беше ве, Андре, што ти ти? беше? Ја, па ти? него сега ќе он нагрев, ќе му ги Не, палев штекерите, прекинувачите. Како е, подготвени сте, така? Кристијан, и со танцот како стоиш? Па ја не играв, баш да ти кажам во танцот звездите. Не играш танцот? Але ако сакаш може да зигра. Нема Сакаш да си играме? Нема толку тешка категорија за мене. Да не сакаш да пенчаме? Може. Може, тоа после. Јасно е што треба да правите, 9 светилки се во прашање, така е 2, 4, 6, 8, 9. Точно е, сум научил да бројам, имате 60 секунди на располагање. На мој знак, 3, 2, 1, повелете. Не заборавете, паричните средства што вие ќе ги освоите одат за црвениот крв. Кико! Затоа дајте се од себе, сега за сега имаме 2 изгасени светилки. Да видиме како ќе се одвиваат работите понатаму во понатамошниот тек од ова 1 минута. И топка од далечина. Тројца во оваа игра настапуваат тројца. Знаете, драги гледачи, дека во оние регуларни нехуманитарни емисии само по еден представник од семејството смее да игра, но со вакви луѓе мора да направиме Абе, зашто ги палиш, кажи ми? Зашто ги палиш? Сега за сега има Добре, 4 нема, изгасени, виж, една остави петата чека, светилка. Поче Томи. Абе, не ги пали! Бегај! Сте нормални, брат. Ета! И
Ајде уште 10 секунди. Уште 2 сјалички. Жени спели ова. Жени на коплески име. Гајле. 2, 1. И тоа е тоа, уште една изгасена светилка. Кој има најдобриот резултат со 8 изгасени светилки тимот Димитровци. 4 имаат Андрейковци и 3 изгасени светилки Силви Бенд. А сега да го погледнеме и сите ги изгасивме. Да, сите откако затворне звончето. Ајде, молим те. Генералниот пласман на првото место, Димитровци со 9 поени, потоа Андрейковци со 6 и овие две екипи ќе ги видиме во големото финале. А Силви Бенд може да се вратите на вашата позиција, освоја 3 поена, морам некако да се протнам. Многу ми се големи. Освоја 3 поена и се наоѓаат на третата позиција. Силви and Bend, честито што тука освоивте 300 евра за, само да погледнам во моето личе, Нефрон Сдружение на лица со бубрежни заболувања. Сега, драги гледачи, ќе ги извлечеме надпреварувачите за нашата средна емисија. Да погледнеме. Врти тркалцето, првото од Кочани, потоа од Кичево и од Тетово. Сега да видиме останатите оние резервни, ќе ни дојдат од Битола, Кичево, не, Сеудев, или Кичево, да, така е Гевгелија, Гостивар и Калабец. Тоа е тоа. Време, не имало уште едно, Куманово се извинувам. Ете ги, од Кочани, Кичево и Тетово за нашите следни надпреварувачи во следното издание 24-то на Срекно семејство. А сега, големото финале. На своите позиции се и финалистите тимот Андрейковци и тимот Димитровци, во овој случај Андреј и Димитар. Се надпреваруваат во името на Црвен крст и отворена портала Страда, Сдружение за акција против насилство и трговија на луѓе. Спортски подадена рака, многу битно правило. Фрлате 1 по 1. Прв стартува Димитар, затоа што имаше најмногу поени освоено по првите 3 одиграни игри. Андреј, ти си втор и ќе мора да го почека. Се што треба да направите е да наредите 4 топки од низа, дали хоризонтално, вертикално или диагонално, воопшто не е ни битно. Ако се јавите во следните 5 минути, добивате уште 3 минути на располагање. Вау, се осетив како на Топ Шоп да сум. Тоа е тоа. Све е јасно што треба да правите. Така, 3 минути имате на располагање, стартувате на мој знак. 3, 2, 1. Може! Димитар, ти фрлаш прв. Добро. Фрлај! Тоа си размислам. Да, размислам. Го троши времето. И не успеа. Андреј не успеа да врати листата позиција. И повторно е Кус во своето обраќање на таблата. Кус. И Димитар да видиме. И Димитар успеа да нареди 4 топки во низа. 1000 евра одат за црвениот крст, додека Андреј обезбедува 500 евра за отворена порта. Страда. Димитар. Фала, брат. Друг пат. А сега ќе го повикам и представникот на Евана, господинот Атанас Ковачевски, да ми се приклучи на сцената. Како нели би ги доделиле оние огромни, прекрасни чекови или вредносни ваучери. Како сакате? Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Повикам и господинот Атанас Ковачевски, представникот од Евана, да повели на сцената. Како сте? Супер. Одлично. Оваква игра, овакви натоварувачи. Денеска мал хаос. Си беше малце тешко. Значи, следниот пат ќе дојде со нека заштита, би било убаво, бидејќи имаш колеги водители, ти ја знаеш. Ме утепа. Ме утепа, ама ќе видат убаво. Ќе вратам се истави некој, ќе дојдам гостинка и во емисија или во спот. Да не должиме многу еве ги овие прекрасни вредности ваучери. Со многу ги сакам. И за да не должам многу да не почнам да плачам, ќе ја повикам госпогица
Павлинка од Нефрон Сдружение на лица со бубрежни заболувања и при тоа ќе го повикам и представникот од Силви Бенд да дојде да повели на сцената за да го врачи вредносниот ваучер. Станува збор за освоени 300 евра. Така, еден голем аплауз. Ете го, молим те така, знаеш. Дојдете малце понапред, само дојдете понапред, убаво на светло да излезе да ве видат така како сјаете целите. Особено ми е драго што еве колку толку нели помогнавме за лицата со бубрежни раздржувањето. И секогаш кога ќе има нешто потреба, ја и Силви се бавиме веќе 25 години со хуманитарна дејност, нели? И кога ќе ви затреба било што да ви затреба, ние сме да ви помогнеме, слободно да ни се обратите. Ви благодарам многу. Можеш слободно да се подлечеш вака позади за да те гледаме цело време. Павлинка, Нефрон како планира да ги искористи овие парични средства? Прво ќе искористам приликата од името на сите членови на Нефрон да се заблагодарам на Евана, на вашата продукција и на тимот за освоените средства. Средствата ќе ги искористиме во следната 2015 година за дел од активностите за поддршка на органодарителството и во оваа прилика ќе ги повикам сите луѓе кои што ја гледаат емисијата да размислат за идејата за дарување на орган со цел да се спаси нечин живот, особено на бубрежно болните лица. Така, јас сум еден од тие што би сакале понатаму во иднина стварно да се пријавам како донор на оваа тема, имам многу дамна размислувано и се надам дека конечно ќе можам и да реализирам нели. Повели слободно застанете, ти благодарам многу. Извини, да сте свртев грбче сега малце. На второто место и 500 евра одат за отворена портала Страда, Сдружение за акција против насилство и трговија со луѓе. А Андреј ќе го додели чекот, а на сцената ќе повикам и Јасмина. Повели само тука, Јасмина, малце понаваму, за да не бегаме од светлото, нели, со чекот, нормално. Андреј, ти благодарам тебе за учеството, одлични бевте. Не имала работа. За вакви работи, ова е најмалку што можеме да направиме. Да бевме на запад да земавме милиони, ќе пуштевме по некој тага. Така, има некој Добра ми, сега земаме милиони. Аха. Јасмина, како планирате вие да ги искористите паричните средства? Паричните средства кои што Андрејковци ревносно ги освоија, ќе ги искористиме за помош на жртвите на трговија со луѓе и воедно би сакала да искористам оваа можност да се заблагодарам на Евана, на Томато продукција и да ви посакам многу успешни вакви емисии понатаму. Ви благодарам јас многу и се надевам дека барем ета на некој начин ќе успееме да им помогнеме на оние луѓе на кои што им е најпотребно. Повелете слободно, застанете си на вашата позиција, а сега ќе го повикам Димитар. Повели Димитар. Се надевам дека овој пат нема хаос да ми направи и нормално представникот од Црвен крст Катерина да повели на сцената да ги земе, да ги подигне овие 1000 евра кои што ги доделува Евана, а ги освои тимот Димитарци. Вака тројцата е така. Ова е донација која што би сакале да ја споделиме со Црвен крст, бидејќи се боревме за боите на оваа организација под еден услов, ако решите да донирате за новиот дом на Андреј една носилка, бидејќи нема кревет. Па за да има човекот кај да спие, затоа што нов дом прави. Често задоволство ми беше да учествувам во оваа хуманитарна епизода на Среќно семејство и баш ми е драго што мојот тим ги освои овие средства и ги донираме во Црвен крст, затоа што верувам дека ќе ги искористат во вистински цели. Воедно би сакал да се заблагодарам на Евана за една ваква интересна игра која што ни го разубавува и на нас денот кога гледаме. Водител, ај доста. Фала, чао. Ај престани. Ај престани работата ќе ми ја земеш. Ај не башам. Слушала. Разбирам, како Црвен крст планира да ги искористи? Катерина сега, Март, добро. Тоа е тоа. Вака, јас би сакала како и сите останали да заблагодарам за иницијативата, во ниту еден момент не се посомнева во вас, како од старт да знае дека ќе победиме. Инаку паричните средства, паричните средства ќе бидат наменети за надоградување на капацитетите на проектот Нивен центар за старица и центар за давање помош во домашни услови. Така што дечки ви благодарам од срце. Фала ти тебе. Катерина, повелете вие застанете си таму, тука некаде, на си тебе ти благодарам многу. Тука некаде е и крајот на 23-тото издание на Евана. Сакам да ги поздравам во оваа прилика At Home, што ни го уредија вака прекрасно новогодишно студиото, уште не држи на постновогодишна атмосфера и нормално на Тивес за мојот Wild Book. Thank you very much и се гледаме следниот понеделник. Чао!